Здраво живо, јас сум Димче и добро дојдовте во уште едно мое видео. Овој пат сум на изворот на реката Буна, или место од каде што исто така, освен на реката, извираат и бројни легенди, односно, верували или не, за ова место зад мене се верува дека живеел змеј, некои тврдат дека се сеќаваат на тој змеј, затоа што секоја година на овој змеј доаѓале тука, на ова место, и му носеле поклони, се додека еден ден не бил убиен тој змеј. Значи, секоја приказна за тие митолошки суштества најчесто завршува со негово убивање, односно со убиство на тој змеј. И исто така и оваа приказна за змејот завршува со убиство. Меѓутоа, тоа што е уште поинтересно за ова место е тоа што тука си има појавено мистериозен старец, кој што има влезено во оваа пештера и нема никогаш излезено назад. Таа приказна многу луѓе ја сведочат, тие го барале тој старец, меѓутоа тој никогаш не се вратил назад. Зашто се верува дека тука исто така и влезот во подземниот свет, односно влез во друга димензија, или едноставно влез во внатрешноста на земјата. Јас сум снимал многу видеа за таа внатрешност на земјата, сум истражувал многу. Ова е едно од тие места каде што се верува дека се влегува во внатрешноста на земјата. А одма до самиот извор се наоѓа куќата на дервишите, и тука доаѓаат дервиши кои што изведуваат посебен вид на молитва и влез во некој вид на транс, кој што датира, верувале не, уште од 15 век. Значи, тие континуирано ја извршуваат тој вид на молитва или влегување во тој така наречен транс, преку кој се поврзуваат со изворот и слично. Меѓутоа, што е најинтересно за оваа куќа е тоа што телата на првите дервиши кои што ја направиле оваа куќа и дошле на ова енергетско место, а тоа се изворите на реката Буна, покрај градот Мостар, нивните тела се уште тука и се зачувани. Значи, повеќе од 500 години телата на основачите на оваа куќа на дервишите се внатре во куќата, што го прави местото многу интересно и вредно за посета. Кој што гледате, таваните, куќата и се друго е прекрасно изведено, и самата локација и самата куќа се вистинско освежување и вистински извор на енергија.